Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една од криени тајни. Денеска ви подготвуваме доста интересна тема со која што се надам дека ќе го задржиме вашето внимание. Верувам дека на сите често ви се случува да изгубите мотивација, одреден период во животот да имате малце помалку енергија, но тоа се случува веројатно со одредена причина. Која е причината зошто тоа се случува и како да ја зголемиме мотивацијата и како да си ја повратиме животната енергија, ќе разговараме денеска со доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на Граѓани Помагам. Јас ве поканувам во наредните 35 минути нешто повеќе секако да останете на програмата на телевизија 24 вести и да ја погледнете новата откриена тајна. Тука ја започнуваме денешната тема на разговор. Верувам дека сте веќе подготвени дома во затоплените домови, затоа што студените зимски денови не ни дозволуваат ништо повеќе, туку да имаме позитивна мисла, да гледаме позитивни емисии со позитивни гости. А токму таква е денешната откриени тајни со која што секако ќе се потрудиме да ви ја вратиме живоста, да ве мотивираме повеќе и да ви дадеме повеќе енергија. Заедно секако со доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на Граѓани Помагам. Жарко, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сања, добар ден за нашите верни гледачи. Имаме навистина интересна тема за овие студени зимски денови. Гледачите се заедно со нас, а ние ќе зборуваме за тоа како да ја вратиме животната енергија и како да си ја повратиме мотивацијата. Често се случува нели да ја изгубиме поради одредени причини, но вие сте тука да ни дадете одговор секако како тоа да го задржиме и како да бидеме помотивирани и живи. Но најправин би сакала да ве прашам дали можеме да дадеме дефиниција за тоа што е животот, односно од што се состои живењето на човекот. Ова емисија ќе збориме повторно на тема цели, затоа што тие се пак поврзани со мотивацијата, поврзани се со животот, поврзани се со живењето. И она што сакам да го кажам за самиот почеток дека ако размислиме на вистина, ќе видиме дека животот сам по себе нема цел. Целта основна на животот е да опстанеме. Така секој од нас сака да опстане, но се бори на некој начин за опстанок на самото тело. Така тука јадеме, не знам, ги имаме сите ние животни потреби, но ние како битија, како духовни битија, како енергија која што да кажеме повозвишена од нешто кое што е физичко, не опстануваме само заради тој гол опстанок. И во суштина, ако размислиме, ќе видиме дека во животот, за да се втурнеме во играта на животот, мора на животот да му даеме цел ние. Животот може да помине пред нас и ако ние немаме цел, ние не се втурнуваме во животот и во живењето. И поради тоа за човекот да има живот и да се чувствува жив и да се чувствува дел од животот, мора на својот живот да му зададе цел. Сите ние сме различни. Ја имам едни цели, ти имаш други цели, другите луѓе имаат своји цели. Зошто сме тука? Зошто го живееме овој живот? Што ни е целта? Што сакаме да постигнеме? Во претходните емисии зборевме за нашиот универзум, мисловниот универзум и за физичкиот универзум и дека имаме разлика. Така тоа сме ние, нашите цели. Кои се? Дали ќе ги зададеме во нашиот живот? Дали имаме храброст да тргнеме и се впуштаме да ги оствариме тие цели? И ако на животот му зададеме цел, и тоа е наша цел, значи не цел од таткото, од мајката, наметнати цели од општеството, него да си ги дефинираме ние собствените цели, зошто мислиме дека ни е целта на нашето постоење? Зошто сме тука? Поради што стануваме секој утро? Што е тоа што сакаме да го искреираме? За кого сакаме да го искреираме? Каков белег сакаме да оставиме на оваа планета? И тоа треба да го дефинираме, треба да го зададеме како наша цел и тоа ќе не впушти во играта на животот. Ако размислиме и ако видиме една река која што тече, лет има движење поради тоа што реката има цел, ајде да кажеме каде да стигне. Така и со нашиот живот, доколку не зададеме цел, не можеме да се внесеме во динамиката на живењето, нема да имаме акција, нема да имаме постоење. Едноставно ќе бидеме наблюдувачи, животот си поминува, но ние нема да се впуштиме во тоа. И поради тоа сакам да кажам дека дефиниција за живот и живење е да се има некоја основна наша цел. Тоа е многу битно да се потенцира целта да е наша и едноставно да ја следиме таа цел и да имаме храброст за да впуштиме во играта во животот да оствариме целта. И во една од претходните емисии од минатите сезони кажав нешто кое што за мене е многу интересно, да го споделам повторно со нашите гледачи. А тоа е кога зборевме за илузии и за факти. Рековме дека илузија е нешто кое што потекнува од нас. Фактот е нешто веќе кое што е реализирано во физичкиот универзум и го има. Гледате, но секој факт пред да стане факт било илузија и замисла.
И ако размислуваме така, животот станува многу поинтересен. Сето ова каде што се наоѓаме, била нечија илузија некогаш, била нечија мечта. Така да илузиите се наоѓаат над фактите. Затоа што во животот честопати се сретнуваме со околини и со луѓе кои што знаат да ни ги валидизираат. Илузиите, целите, абе многу сонуваш, преголеми цели имаш, преголеми мечти имаш и така натаму. Но гледайте, мечтите, илузиите, целите се секогаш пред факти. И пред, а ќе зборам во оваа емисија дека е многу битно да сме стварно практични, но некогаш во постоењето кога знаеме да ги загубиме целите, почнуваме да бидеме исклучиво практични и почнуваме да заборавуваме нашите соништа, на нашите илузии, нашите цели кои што па ни даваат духовна храна и ни даваат духовна енергија. Така да денеска темата ќе биде баш тоа, како да бидеме и илузионисти, како да бидеме да мечтаеме, како да имаме цели, како да сонуваме, но исто така како тоа мораме да го подкрепиме со практичност и со акција за да на крај ги реализираме самите тие цели. Во претходните емисии зборувавме за причини и за тоа да се биде причинител во животот, да бидеме ние причинители во животот. Па може ли да кажеме дека токму поседувањето на целите и имањето на цели не прави да бидеме причинители? Рековме во претходните неколку емисии зборуваме на тема причина и ефект. Рековме дека причина е да си причинител, нешто од тебе да поттегне, нешто од тебе да произлезе, ти да си факторот или причинителот поради кој што нештото се случило. Така ние можеме да сме фактори, да сме причинители, да ги оствариме целите во нашиот живот, или можеме да бидеме ефект, а тоа значи да чекаме нештото да се реализира, нештото да се деси, некој друг да не ги реализира целите. Ефект значи да сме точка која што чека на некој начин нешто. И во животот кога чекаме, обично работите не се ни случуваат. Но и ќе збораме за тоа, има периоди во нашиот живот кога исклучиво сме на чекање. Ето тогаш ќе губиме мотивацијата. Сме разочарани. Не знам, сме замислени постојано, но тогаш животот не е интересен. Интересен е животот кога сме причина. Кога сме причинители, затоа што тогаш сме во движење. Видите, убавината, животот е многу поубав. Физичкиот универзум добива сјај во моментот кога ние ќе тргнеме во акција. Во моментот кога чекаме, животот, светот околу нас не е убав. Убав е кога сме во акции, кога сме во креации, кога сме во движење. Но тоа да се деси и да сме причина, тоа е тесно поврзано со иднината. И тоа ќе го објаснам сега. Ајде да кажеме дека имаме три временски периоди, имаме иднина, имаме сегашност, имаме минато. За да сме причина, секогаш мораме да бидеме чекор понапред во иднината. Ако кажеме дека ова е сегашноста, и секоја секунда поминува дел од сегашноста, те мораме да бидеме малку чекор понапред за да бидеме причина. За да искрирам сегашноста, која што само што поминува, јас морам да сум малку во иднината. Пример, не знам, ако сакам да се напијам вода, морам да имам идеја дека сакам да се напијам вода. Малку претходно отколку тоа да го направам. Гледате, тоа ме тера да сум причина. Значи, што е тоа што сакам да се деси? И секогаш за тоа кога мислам, зборам за иднината. Така, сакам да искрирам предавање, сакам да направиме емисија, сакаме нешто да се случи. Сме чекор понапред од сегашноста. И кога сме чекор понапред од сегашноста, тогаш сме причина. Тоа е интересно да се размисли, дека секогаш причината е малку понапред од акцијата. Значи, сакаме, имаме некоја идеја и тек после се впуштаме во акција и таа идеја која што имаме, која што сакаме да ја реализираме, не тера да сме причина. Но тоа пак мора да биде подкрепено со акција. И кога имаме некоја цел, и кога сме во иднината, значи сме малку повеќе од сегашност, затоа што имате луѓе кои што се во иднината, ама не на вистина дека се причина. Имаме често ситуација во животот каде што на луѓето толку сегашноста им е лоша, толку се незадоволни со сегашноста, за да избегаат од сегашноста се обсесивно во иднината. Значи не зборам за тоа. Можеме ние да сме обсесивно во иднината и никогаш ништо да не направиме тоа да се реализира. Кога ќе кажам дека човекот е причина и е во иднината, мислам дека е чекор малку понапред од сегашноста и активно прави нешто за да се реализира нештото во физичкиот универзум и да го претвори во факт. Значи неговата илузија да ја материализира. Сакам да исперам колата. Гледа, сум чекор во иднината. И кога ќе ја исперам колата, више тоа е факт. Но секогаш сакам да направам вечера. Сум чекор во иднината. И кога сме чекор во иднината, гледате, тогаш сме во нашиот универзум. Сме кон нашата цел, сме во комуникација со нашата цел. И тогаш имаме контрола врз физичкиот универзум. Ајде да земеме две сценарии. Едната е кога
се будиме са бајле со цел, едноставно сме во тоа внесени, знаеме што ќе се случи, сме во ентузијазам за тоа што сакаме да го направиме. Едноставно не ни мислиме на акциите кои што ги правиме во секојдневието, ќе свариме кафе, ќе се облечеме, ќе се отераме. Сето тоа се подразбери, толку многу добро го контролираме секојдневието и сегашноста кога сме малку насочени кон целта. Гледате, во спротивно, ако немаме цел, замислете, не знам, ми е досадно, ништо не се случува денеска, јас сум во сегашноста, немам што да правам. Не знам што да правам, но вниманието постојано ми е тука. И некако како поспоро да се движат работите во сегашноста. Ајде да направам една аналогија или споредба со возење на автомобил, со кола. Гледате, кога ќе тргнеме да возиме кола, секојаш имаме некојаш цел кај сакаме да стигнеме, некојаш може безцелно се возиме наоколу, ни тоа е со некоја цел кај сакаме да отидеме. Кога возиме автомобил, гледате, вниманието ни е насочено кон целта каде што сакаме да стигнеме. Затоа шофершајбната е толку голема. Затоа што ни го дава видикот кон иднината, кон напред. Ретровизорот е многу помал. Затоа што ретровизорот не тера да гледаме назад кај сме биле. Нема потреба толку да се фиксираме кај сме биле. Шофершајбната е голема поради тоа што ни дава иднина. Ни дава насока кај сакаме да идеме. Нашето внимание е насочено кон целта. Кога сме насочени кон целта, колку добро ја контролираме колата. Стискаме куплунг, у прва, не знам, втора, воланот го контролираме добро. Но гледате, со вниманието сме кон иднината, но со дел од вниманието сме во сегашноста. Но што би се случило воколку сме исклучиво со вниманието само во сегашноста и се обидеме да возиме кола? Фактички, ако размислиме, многу потешко ќе оди возењето на кола ако сме исклучиво во сегашноста. И вниманието ни е, чекај се, требаше прва или втора? Треба прва. Гледате, целото внимание го ставам на мењачот, го ставам на воланот. И тогаш потешко оди колата, потешко оди движењето, потешко оди контролата. Она што сакам да го кажам е дека имаме многу добра контрола врз сегашноста, доколку дел од вниманието сепак не насочено кон иднината и активно одиме. Фактички ние сегашноста така ја контролираме. Гледате, сегашноста ја подредуваме кон нас. Физичкиот универзум ни се подредува на нас кога вниманието или дел од вниманието, да речем повторно, го ставаме кон иднината. И тоа е убавината во тоа да имаме цел. И тогаш имаме тек, тогаш имаме движење, тогаш имаме енергија, тогаш сме мотивирани. Доколку ја погледнеме тонската скала и ги погледнеме тоновите, можеме ли да кажеме кои тонови се помотивирани, кои се поживи, а дали имаме тонови кои што едноставно тешко им иде да се мотивираат и слаби се со живоста? Да. Ако ја споредам пак оваа аналогија со шофершајбната на колата и со ретровизорот, ќе видите високо на тонската скала шофершајбноста, односно видикот кон иднината е голем. Луѓето гледаат напред. Тонската скала е скала, ајде да ја кажеме, скала на мотивираност, скала на раздвиженост за тие кои што се нови, затоа што секоја емисија знам дека имаме нови гледачи, можеби е ред да повторам малку што е тонската скала на емоции. Значи, тоа е скала со која што се прикажани емоциите од врвот на емоции кои што едно битие може да ги искусува. Тука се спокојство на суштествувањето, постулати, што значи да зацрташ цел. Тоа значи зборот постулат, да се ставиме некоја цел и активно да почнеме да ја креираме. Па после тоа доаѓаат игри, па доаѓаат акција, како тон, акција многу висок тон. Естетика, ентузијазам, развеселеност, конзерватизам, задоволство. Па доаѓаме до досада на тонската скала и после тоа кога видиме тонската скала, после овие жолти тонови имаме и црвени тонови. Тие црвени тонови се негативни тонови. Од антагонизам, па непријателство, па лутина, омраза, огорченост, неизразена огорченост, скриено непријателство, па после тоа се спуштаме на страх, па доаѓаме до тага, одоброволување, умирање и така натаму. Значи, апатија претходно. Видите, оваа тонска скала ни покажува дека како паѓаме со емоциите, губиме дел од живоста. И таа живост, таа животна енергија фактички ни е заробена во болните искуства кои што ни се случуваат во текот на нашиот живот, а тие ги памтиме. И да не влегувам повторно, значи имаме дел од умот кој што го нарекуваме реактивен. Умот на човекот снима слики постојано. И во тие слики се снимени сите работи кои што ги чувствуваме, во тие слики се снимени емоции, се снимени трауми и загуби. И секоја траума и загуба која што ни се случува во нашиот живот е стоп.
Без разлика дали ќе ни почине некој близок, е стоп на нашата креација со него. Без разлика дали девојката ќе ни раскине, е стоп во нашата креација. Без разлика дали ќе паднеме и ќе се удриме со точакот, е стоп на движењето. Видите, болните искуства од нашето минато, кои што се снимаат во тој негативен дел од умот, кој што го викаме реактивен ум, тие болни искуства крадат дел од нас и се записи на минати стопови. Се негативно што ни се има случајно на еден или друг начин, барем во тој момент, ни бил стоп и има заробено дел од нашата животна сила. Ето убавите искуства што ни се случуваат, кога ќе ги постигнеме целите, тоа ни дава живост. Но неуспесите, разочарувањата, нема да го постигнеме тоа што сме осакале, нема да добиеме оценката која што сме ја сакале, нема да се запишеме на факултетот на кој што сме ја сакале. Ќе имаме некое разочарување во животот. Тоа се снима во тој реактивен дел од умот и краде дел од нас. Колку повеќе вакви травматски искуства имаме собрани во текот на животот, толку повеќе имаме изгубена животна сила. Тоест таа животна сила не ни е изгубена, него ни е заробена во тој реактивен ум. И викам дека е негативен дел од умот поради тоа што во дадени моменти во сегашноста тие болни искуства, тие стравови, таа тага, тие разочарувања знаат да ни се реактивираат. И во тој момент почнуваме да ги чувствуваме некогаш без очигледна причина за нас, затоа што сето тоа се случува подсвесно. И не кочи. Сакаме да тргнеме во некое ново остварување, но таа мината болна снимка подсвесно почнува да ни се реактивира, заедно со негативните емоции од тогаш и не наметнува во сегашноста стравови или тага или сомнежи кои што не се можеби поврзани со новата цел. Но пак ќе кажам затоа што е подсвесен умот, тој реактивен ум, влијаат под нашето ниво на свесност и ние тоа не можеме да го видиме од каде ни доаѓаат такви негативни емоции во некои моменти. Сакаме да разговараме со некоја девојка и однаш ќе ти се јави страв, срцебиење, несигурност, си викаш зошто тоа ми се јавува во тој момент. И има причина. Се јавуваат поради тоа што постои тој реактивен дел од умот и рековме дека генетиката е пречни како човекот може да се ослободи од тој реактивен ум, едноставно да го контролира на многу подобар начин, тоест она што е најдобро и што генетиката ни овозможува да го направиме, како да ги ослободиме тие позитивни емоции кои што ни се заробени таму. Фактички генетиката е начин како да ги ослободиме нашиот животен потенцијал и како да си ја вратиме таа позитивна животна сила. Така да дефинитивно тонската скала, како паѓаме по тонската скала, сме разочарани повеќе, ако ги земете тоновите како што е страв, например, тага или апатија. Гледате, тоа е целосна безживотност, целосен стоп. И за жал во текот на животот ни се случуваат моменти, травми и разочарувања кои што не фиксираат на тие негативни емоции, се чувствуваме стопирани во тие моменти. И она што е интересно, ќе видиме дека жолтите тонови на оваа тонска скала, да се вратам на споредбата што ја правевме со колата, тие гледаат кон напред. Тие гледаат кон иднината, не гледаат цело време во ретровизорот. Не гледаат назад, не се обседнати со минатото. Но како доаѓаме до црвените тонови, фактички од тонот досада, до тонот страв, овој појас на црвени тонови е фиксиран во сегашноста, но од тонот страв па надоле, тука се апатија, тага, ето човек кој што е тажен, постојано мисли на нешто што е болно. Човек што е апатичен, исто така е фиксиран на минатите трауми и загуби. Некојаш ќе зборите со некој човек и постојано ви го кажува едно те исто болно травматско искуство во кое што сваќате дека е постојано заглавен. Фактички неговото внимание не е кон иднината, туку целосно е фиксирано на минатото и поради тоа е во стоп. За да имаме движење мора да имаме иднина, за да имаме причина мора да имаме цел, мора да имаме иднина. И ова е начин, и нашите емисии се начин како да им помогнеме на луѓето да се мотивираат, едноставно да ја креираат својата иднина на начин на кој што тие сакаат. Направивме кратка пауза и продолжуваме со темата на денешната откриени тајни. Жарко, секако дека зборуваме за тоа дека треба да бидеме мотивирани, да имаме цели, да бидеме живи. Ја спомнавме сега тонската скала, но доколку повторно ја погледнеме, сакам да се задржиме уште малку и доколку
погледнеме некои луѓе кои што се на одредено ниско ниво на тонската скала, дали нивното присуство во нашето обкружување може да делува да не стопираат нас во нашата мотивираност и во нашата живост? Колку луѓето на ниско на тонската скала влијаат на нашата мотивираност? Дефинитивно. Ајде пред да го образложам ова прашање, да дадам одговор на ова прашање. Мислам дека еднаш зборувавме во претходните емисии за ова, но е многу релевантно како прашање за... Никогаш не е доволно, значи секогаш гледачите сакаат малку повеќе да слушнат и да се повториме во некои работи, заете и тие подобро да ги препознаат луѓето околу нас. И е многу релевантно на оваа тема. Поради тоа што кога ќе сме некогаш во присуство на некои луѓе, се чувствуваме како да сме без енергија. Кога некој да ти ја истицал енергијата, ти извадил позитивноста од тебе и не е тешко да се свати дека се тоа луѓе кои што имаат негативни емоции, негативна енергија. Но пред да дојдам на тоа, би сакал само да кажам дека разочарувањата и стоповите во нашиот живот се случуваат кога имаме пропадната цел. Ова е многу битно да се разбере и ова е клучот фактички на оваа емисија, дека секој стоп, секое стопирање кој што го имаме е поради пропадната цел. Ако имаме цел која што сме оствариле и сме дошле до неа, имаме мотивираност, имаме енергија. Кога ќе постигнеме нешто или кога сме чекор до постигнување на нештото, толку се чувствуваме убаво, толку се чувствуваме полни со енергија и ентузијазам. Цел ден може да работиме и повторно не сме уморни. Толку сме среќни што ќе дојдеме дома, едноставно не ти се спиете, се споделува тоа што си го направил со некој твој близок и едноставно се чувствуваш супер. Но кога имаме неуспех да оствариме цел, значи пак секој стоп во нашиот живот доаѓа исклучиво поради пропадната цел и тука се губи волноста. Лете, некој човек може ќе направи некоја акција 100 пати и ќе ја направи успешно, но неколку пати ако ја направи, изгреши и не успее во нештото да го направи, волноста на самиот човек му се губи. А за да му ја вратите способноста на некој човек, мора да му ја вратите волноста. За да се одглавиме од стопот, мораме да се ја распламтиме целта. Ако имате, ајде да дајдам некоја обична ситуација во живот, имате дечко и девојка го загубува дечкото. Не знам, дечкото го гледа со некоја друга девојка. Но толку била ентузијастична за него, толку и се сменил животот, се заљубила, има цел. Така човек кој ќе се заљуби има цел. Има нешто што сака да го постигне и колку е жив. Се убаво. И све во движење и во креација. Но го гледа дечкото со некоја друга девојка, се разочарува. Гледате, има стоп. Мисли дека таа девојка му е девојка. И гледате, настапува разочарување. Настапува период кој е без живот, кога се секира. Гледате, пропаднала целта. Но и сега другарката и вика: "Шо ти е?" Па го видов дечково со таа, па таа му е братучетка, не си кај леле. Гледа, ја расплантила целта. Повторно има надеж, има среќа, има цел, има живот. Воколку ги расплантиме целите, кои што мислиме дека ни се пропаднати, секогаш ќе се вратиме волноста и живост. И тоа е формулата, да ја вратиме мотивацијата и да ја вратиме живоста. Да ги расплантиме пропаднатите цели. Или едноставно да се зададеме нови цели во животот. Сега, кога имаме цел, имаме некое движење. Во околината, ако имате некој човек кој што ви ја стопира целта, кој што ви ја омаловажува целта, кој што ве омаловажува вас, кој што е едноставно стопер, изборевме за овие луѓе во минатата емисија. Тоа се луѓе кои што се ниско на тонската скала и не сите кои што се ниско на тонската скала. Може да имате луѓе пониско на тонската скала, но едноставно не делуваат така негативно на вас. Но некогаш имате луѓе кои што се негативни и кои што креираат контра вас. Дека дојдете ќе му ја кажете целта, што сте постигнале во текот на денот и после тоа се каеш, си викаш што морав да му го споделам ова. Затоа што како со една игла балонов ќе се издиши, нешто ќе ти каже кое што е негативно и однаш ќе се разочараш, ќе паднеш, ќе се стопираш. Наредниот ден повторно ќе го искриваш истото, ќе се чувствуваш добро, ќе дојдеш дома, си викаш ај може тоа било инцидентно, ми го кажал тоа, ќе му го кажеш повторно со ентузијазам, повторно ќе се деси истото. Гледате, кога имате такви луѓе кои што се стопери, гледате, тие се заглавени во стоп. Животот поминува, самите тие веќе немаат цели, самите тие немаат храброст да постават цели. Зашто гледате, да поставиме цели во животот е храброст. Затоа што тоа подразбира и дека можеби нема да можеме да ги постигнеме. Храброста е баш тоа. Да можеме да се зацртаме нешто во животот
и да тргнеме да го оствариме тоа, наспроти сите шанси да не успееме. Храброст е поврзана со шанси за неуспех. Видите, мораме да имаме шанси за неуспех и да тргнеме и да речеме дека сме храбри. Но имаме луѓе кои што едноставно храброст имаат загубено. Ниско се со емоции. И рековме во минатата емисија, не треба да ги осудуваме и да се бориме против нив. Гледате, тоа им е целта на некој начин, да влезете во борба против нив, затоа што кога ќе влезете во борба против нив, ја напуштате целта. Начинот како да излезете од таа ситуација е едноставно да дадете пламен и насока кон целта. Но имаме такви луѓе некогаш во нашиот живот и кога сме во комуникација со нив знаат негативно да влијат и не спуштаат со емоциите. Кога не сме во комуникација сме горе, кога сме во комуникација сме доле, кога не сме во комуникација сме горе, како клацкалка сме со емоциите, горе доле, горе доле. Но има решение, само успевајте и напредувајте и тие луѓе се откажуваат од желбата да ве стопираат. Но не влагајте у конфликт со нив, немојте да се борите против нив, немојте да се расправате со нив, поради тоа што за жал некогаш луѓето кога немаат подобри игри, кога немаат цели, самото тоа станува цел и некоја глупава игра која што едноставно не е за другите луѓе кои што се повисоко по тонската скала. И ако сакате таквите луѓе да ги подобрите и да им помогнете во колку тие сакаат, секако има начин како тие луѓе да се кренат или да им помогнете да се кренат со нивните емоции или можеби да им помогнете да ги расплантат нивните цели. Тоа е решението, а не да влагаме во конфликт и капеса. Дали сето ова, Жарко, што го зборувавте претходно, може да значи дека за да бидеме мотивирани и да имаме живост, не смееме да дозволиме да немаме контроли врз нашите цели и дека мораме да ги држиме под контрола целите кои што сме си ги зацртале самите ние? Точно. Кога почнав да разговарам на оваа тема, рековме дека ќе збориме за илузии, за мечти, кои што нешто толку убаво духовно и толку не храни. Но за да тоа се реализира, мораме да станеме малку попрактични, да влеземе во контролирање на физичкото универзум за сето тоа да се реализира. Секоја цел која што ќе ја поставиме, и јас лично сакам да поставам големи цели, без разлика дали нема да ги постигнам тие цели, барем ќе дојам до некој ниво кое што е многу високо. За сметка на тоа, ако поставаме постојано мали цели, да сме сигурни дека ќе ги оствариме тие цели, не знам, мене барем тоа не ми дава мотивација. Јас сакам целта да е голема, затоа што гледате, за да треба да поставиме цел која што ќе не внесе во акција, која што ќе не направи ентузијастични. Тоа е убавината. Сега, секој од нас треба да види колку и каква голема цел него го мотивира да постигне нешто такво во животот. Но секоја цел за да ја постигнеме, ако е огромна целта, мора да ја поделиме на помали цели. Таа да ја разложиме на помал чекор. Што треба да направиме за да дојдеме до тоа? Па овој помалиот чекор, што треба да направиме за да дојдеме до тоа? Па во оваа недела што треба да постигнеме за да дојдеме да ја постигнеме таа цел, за да на крај можеме да имаме дневни задачи кои што ќе треба да си ги зададеме, но тие дневни задачи мора да бидат така синхронизирани, така ускладени да сите тие водат кон таа цел. Во спротивно, ако почнеме да правиме дента работи кои што немаат никаква врска со нашата цел, тоа само по себе делува како стоп. Ние, поради тоа што секој од нас има реактивен ум, некогаш не можеме да направиме што е значено, што незначено за постигнување на некоја цел. И многу често даваме акцент на многу беззначени работи, кои што немаат врска со самата цел, кои што воопшто не носи кон самата цел. И цел ден или цело попладне може да ни помине во правење на работи кои што едноставно се безвредни. Немаат никаква вредност кон постигнување на целта. Тоа, кога ќе го правиме, самите ние си креираме стоп кон целта, поради тоа што едноставно не одвраќа од целта. Или ќе отидете да завршите нешто, некој ќе ве викне на кафе, па ќе отидете на кафе, друг ќе ве викне на друго кафе, или ќе отидете да купите, па ќе застанете ке првиот комшија, па ке вториот, па ке третиот, па ќе се вратите зашто више немате време да отидете да го купите тоа. Така не функционираат работите. Целта е таа која што ни прави да имаме контрола врз нашиот живот и мораме да ја насочиме вниманието баш кон целта. И не треба да додаваме време кон целта. Ето, многу често додаваме време, ќе оставиме ова зутре, ќе оставиме за задутре. Колку често се случува кога ќе додадеме време во некоја акција која што треба да ја направиме, да физичкото универзум ни направи стоп. Може да ја сакате да отидете чевлите си и купите, ќе кажеш ај утре ќе дадам, утре више се купени. Или ај ќе се видам со, не знам, девојката ми се допаѓа, ќе се јавам за наредната недела, ама некој друг ќе се јави. Гледате колку повеќе додавате време во работите, толку повеќе му давате шанса на физичкото универзум
да застане помеѓу вас и помеѓу целта. Контрола, за да имаме врз животот, баш треба да го одземеме времето од целта. Што помалку време додаваме во работите, тоа е подобро. И за да имаме контрола, контролата се состои од 3 дела. Може ќе имаме подлога емисија на оваа тема, затоа што е убава работа контролата. Секоја акција се состои од старт, промена и крај. Нашата емисија има старт, ова е промената која што ја правиме со овие прашања, на крај имаме така завршницата на емисијата. Секоја акција има старт, има промена, има крај. Во животот некогаш имате луѓе кои што се опседнати со старт. Видите колку имаме луѓе кои што сакаат да започнуваат работи, ама никако да ги довршат. Имате луѓе на кои што им треба некој да им почне нешто, ама ако им ја даете работа, они знаат да ја менуваат. И некогаш имате луѓе кои што се опседнати со стоп. Видите, овие 3 работи треба да ги имаме сите 3 да ги правиме. Не да сме специализирани во една од 3 работи. Затоа што ако само почнуваме работи, никогаш нема да си ги оствариме целите. Ако не можеме да започнеме и секогаш чекаме од друг, гледате, секогаш ќе зависиме од некој друг и секогаш ќе бидеме подредени на неговите цели да ги оствариме. Не да Боже да сме стопирани, да сме фиксирани на стоп, ќе почнеме да станеме деструктивни, затоа што едноставно ќе почнеме да стопираме се обсесивно околу нас. Но она што треба да го имаме е да имаме способноста да ги правиме и старт, и промена, и стоп. Во спротивно, гледате што се случува, ако почнеме да започнуваме работи. Сме започнале една работа, не сме ја завршиле. Сме започнале друга работа, не сме ја завршиле. Трета работа сме започнале, не сме ја завршиле. Тогаш вниманието ни е украдено на започнатите, а не завршените работи. И тогаш немаме време за нова работа. Зошто? Поради тоа што вниманието више ни е фиксирано на работите кои што сме ги почнале и не сме ги завршили. Убава вежба е. Може секој од гледачите, ако сака, да се направи список на започнати незавршени работи и кога ќе се завршат овие работи, она што се случува, се добива мотивација. Мотивацијата ја губиме кога ќе почнеме 100 работи, нема да завршиме работи и тогаш се чувствуваме апатично, без енергија, без животно, поради тоа што вниманието, животната сила ни се заробени во работите кои што сме ги почнале, не сме ги завршиле. Мораме да ги завршиме и колку повеќе завршуваме работи во текот на денот, толку повеќе се чувствуваме мотивирани. Но Жарко, може ли да се случи околината, односно луѓето кои што се околу нас и секојдневно не гледаат колку сме ние обземени, колку сме ние мотивирани, колку едноставно живееме за целите и се трудиме на секаков максимален начин да ги оствариме тие цели, да не гледаат чудно и да се обидуваат реактивно да не спречат во остварувањето на целите. Зошто едноставно некои луѓе така гледаат на многу мотивираните луѓе? Па, зависно од околината. Гледате, ако имаме околина кој што е со луѓе кои што се на жолтите тонови и кои што се креативни постојано. Гледате, огромна способност е човекот да добие идеја, да има цел. Денес како видиме, луѓето не зборат за своји идеи или ретко, зборат за работи кои што веќе си имат случајно. Ете им треба некаков поттик за да почне таа конверзација. Еј, се деси ова, ти го видели и она, па дали знаеш на овој човек што му се деси, и на работа се деси. Ама оригиналните идеи кои што потекнуваат од самите нас стануваат поретки како паѓаме по тонската скала. Високо на тонската скала имаме многу идеи. Земете ги деца, зборат за комшиите, за другите луѓе, не зборат. Ги зимаме децата како пример за нас, затоа што високо по тонската скала се креативни. Видите се причина. Не ги интересира што се случило, едноставно сакаат да направат нешто и да ве впуштат и вас во акција. Е сега, ако имаме цели големи и ако сакаме да ги постигнеме, и ако едноставно сме фиксирани за тоа и можеби не ни интересираат други работи, замислете како ќе не доживува некоја околина која што не е таква. Така, по тонската скала луѓето како паѓаат и како се разочаруваат во неостварување на нивните цели. И да почнуваат со цинизам да гледаат малку на околината кој што се уште ги има. Добро, знаеш што, не знам кај живееш ти. Ке се разочараш набрзо и ти. Ај, ке те оставам, па ќе видиш сам. Гледате, имаат некој став кој што е неодобрувачки кон луѓето кои што се поразлични од нас. И ако се наоѓаме во таква средина, дефинитивно за нив, изгледаме дека сме луди. Кај ќе си ги освариш тие цели тука? Аман, дете, што мислиш? Дете, тој више е разочаран. Веќе му се пропаднати целите. Веќе има изгубено живост. Веќе има изгубена мотивација.
И на човек кој што е во тага и во пати, ако му збориш ентузијастично, дефинитивно те гледа дека си чуден у најмала рака. Но успешните луѓе не се прилагодуваат на околината. Зависи каква околина имате. Ако имате околина каде што луѓето се безживотни, безапатични, ако се прилагодите на таа околина, ќе станете и вие така. Напротив, треба околината да ја прилагодите на вас. Гледате, универзумот ни служи на нас. Физичкиот универзум е тука за да ни помогне да ги реализираме целите. Тоа е идејата и така гледаат успешните луѓе. Луѓе кои што искреирале различни идеи од кои што сега уживаме. Големи луѓе. Така? Никола Тесла или кој да е друг изумител кој што почнал со идеи кои што за другите секако дека биле можеби чудни или биле гледани на таков начин. И уште нешто што сакам да кажам, а тоа е еден многу интересен феномен, е дека кога ќе се согласиме со стоп, кога ќе се согласиме можеби со луѓе кои што се пониско на тонската скала, тогаш просторот ни се скусува. Ако се согласите со луѓе кои што се креативни, кои што имаат простор, кои што имаат идеи, кои што сакаат и се мотивирани, тогаш и ви имате простор. Но ако се согласите со стопот, ако се согласите да така е, да не можам да успеам, ако си најдеме оправдание зашто да не успееме, гледате, оправданијата ние ги одбираме. И тоа не прави во стоп. Колку повеќе оправдани имаме, толку повеќе сме стопирани. Но треба да сватиме дека кога ќе се согласиме со стопот или со некои луѓе кои што не тераат да сме во стоп, тогаш просторот ни се скусува. Кога не се согласуваме со околината која што можеби е пониско, или кога не се согласуваме со препреките, подобро кажано, тогаш просторот се шири. Некој ќе ви каже не може ова да го направиш, не се согласувам. Видите, тогаш се уште играта трае и креирате простор за да дојдете во целта. Ако некој ви каже не можеш тоа да го направиш поради тоа и тоа и тоа, и ти речеш така е, видите, тогаш го затвараш просторот и тогаш немаш простор каде што ти сам како битие би можел да креираш. И често пати конструктивните идеи, убавите идеи доаѓаат баш од индивидуата. Не значи дека групата ќе се сложи со тоа. Многу често групата се сложува врз база на тој реактивен ум. Така некојаш ќе имате толпа на деца и ќе има едно дете кој што ќе ги поттикне да прават некои негативни работи. Лесно е да се поттикнат луѓето да прават нешто така. Потешко е да ги мотивирате на некоја конструктивна идеја. И индивидуата, за да биде успешна, некогаш сакаме да добиеме согласност од групата. Сакаме се чувствуваме дел од таа група. Но за да ја реализираме нашата идеја, за да отствариме нашата цел, често пати мораме да се кренеме над тој порив да добиеме одобрение од групата за нашите акции. И ако нашата цел е добра, конструктивна, креативна, знаеме дека со таа цел ќе се случат многу добри работи за многу луѓе, дека ќе бидеме среќни. Тоа едноставно треба да веруваме во нас, треба да сме храбри, треба да се одлучни и ако тргнеме да оствариме целта и не успееме, повторно имаме шанса да продолжиме. Гледате, животот, играта на животот е тоа. Но ако сакаме да сме безгрешни, ако сакаме никој да не критикува, ако сака никој да не ни наоѓа замерки, едноставно треба да сме пасивни и да чекаме да умрем. Но тоа е тоа кое што ги разликува овие тонови на тонската скала, повторно ќе кажам. Животот е тука да ни помогне, да ни овозможи да се реализираат нашите цели. Физичкиот универзум ни служи на нам. И ако го гледаме така, ќе видиме дека остварувањето на целта и креирање на животот е стварно многу интересно во работа. Жарко, ви благодарам што ни дадовте одговори на овие прашања кои што секако се поврзани со мотивираноста и живоста. Верувам дека ги мотивиравме гледачите до самиот крај да останат заедно со нас, да ги дознаат одговорите, а доколку во нешто секако останавме недокажани, недоречени, тука се социјалните мрежи. Денес имаме навистина многу начини како да дојдеме во комуникација со луѓето кои што ги имаат одговорите на прашањата кои што нас не мачат, а токму доктор Жарко Костич од дијанетички консултант од Сдруженијето на Граѓани Помагам е така расположен секогаш да даде одговори за сите оние кои што ќе ги побараат од него. Жарко, ви благодарам и се надевам дека за една седница подготвувате повторно интересна тема за разговор со која што ќе дадеме одговори на многу прашања за нашите гледачи. Благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи.
Ве молам, стапите во комуникација со мене преку социјалните мрежи, секогаш ми е чест и задоволство да бидам во комуникација со вас и ако можам да ви помогнам за било кои ваши лични проблеми. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, бевме интересни и секако пред се ви дадовме одговори на темата која што денеска ја поставивме. Со самото тоа се надевам дека ќе бидете помотивирани, ќе ја задржите вашата животна енергија и секако ќе бидете успешни во животот. Доколку имате уште нејасноти, секако повторно ќе напоменам, Жарко Костич е достапен на социјалните мрежи. Нашата емисија секако може да ја погледнете и на веб страната на телевизија 24 Вести, а јас овде ве поканувам за една седмица повторно да бидете заедно со нас 11 часот телевизија 24 Вести. Имајте пријатен ден.